По повеќе од 50 години, човештвото се враќа во длабоката вселена. Мисијата Артемис 2 не е само научно истражување, туку и глобален проект во кој секој од нас може да остави своја трага. Детали за историскиот лет. Вселенската трка влегува во нова, возбудлива фаза со конкретни датуми и цели. Датум на лансирање. Прозорецот за полетување се отвора на 6 февруари 2026 година. Екипаж. Во капсулата Орион ќе се наоѓаат 4 астронаути, меѓу кои за прв пат и представник на Канадската вселенска агенција. Рекордна оддалеченост. Патувањето ќе трае околу 10 дена, а леталото ќе помине повеќе од 4600 километри зад месечината, најдалеку што некогаш стигнал човечки екипаж. Научна мисија и тестирање. Овој лет е клучната подготовка за идното слетување на Марс. Тестирање во реални услови. Астронаутите рачно ќе управуваат со системите и ќе собираат податоци за вселенското зрачење. Враќање на Земјата. Најризичниот дел е влегувањето во атмосферата со огромна брзина, пошто капсулата треба да слета во Тихиот океан. Дигитално присуство. НАСА им овозможува на сите луѓе бесплатно да го испратат своето име во вселената. Имињата ќе бидат зачувани на мемориска картичка која ќе обиколи месечината заедно со екипажот. Заклучок. Мисијата Артемис 2 е символ на меѓународната соработка и храброста на новата генерација истражувачи. Додека светот го чека 6 февруари, вие имате шанса официјално да бидете дел од историјата на 21 век. Поларната светлина, или Аурора Бореалис, стана вистински магнет за патниците ширум светот. Овој природен спектакл од зелени и виолетови бои деновиве повторно го преплави небото над Европа, создавајќи спомени кои траат цел живот. Најдобрите европски дестинации. Иако неодамна беше забележана дури и во Германија и Романија, најсигурните места за лов че на аурората се наоѓаат на далечниот север. Норвешка. Областите околу Тромсе и Лофотенските острови нудат најчести и најмоќни светлосни прикази во Европа. Исланд. Овој остров е омилена дестинација каде вистинскиот спектакл се открива во пооддалечените предели, далеку од светлата на Рејкјавик. Финска Лапонија. Рованиеми се смета за една од најстабилните локации благодарение на долгите зимски ноќи. Шведска. Националниот парк Абиско има специфична микроклима со многу ведри ноќи, што значително ги зголемува шансите за успех. Кога и како да ја уловите аурората? За успешно наблюдување не е доволно само да погледнете нагоре. Потребна е комбинација од неколку фактори. Сезона. Трае од септември до април, а најдобри периоди се есенската и пролетната рамноденица. Каеп индекс. Овој индекс ја мери јачината на геомагнетната активност. Колку е повисок, толку појужно може да се види светлината. Услови. Неопходно е целосно темно небо без светлосно загадување и ведро време без облаци. Најдобро е да се избегнуваат периоди со полна месечина. Заклучок. Поларната светлина е символ на моќта и убавината на природата. Со помош на модерната технологија и малку трпение, секој може да стане дел од овој небесен танц кој еден обичен одмор го претвора во незаборавна авантура.